Поздрав! Сатурн во знакот Овен. И еден нов колективен кармички циклус стои пред нас. Сатурн ќе го транзитира знакот Овен од 25 мај 25-та година па све до април 2028 година. Последниот пат беше во знакот Овен 1996 година до 1998 година. Како што реков, еден нов кармички колективен циклус. Што значи тоа? Можеме сите ние самите да си се прашаме што нешто ново сме започнале 1996 година до 1998 година. Тука се завршува еден циклус и автоматски почнува еден нов колективен кармички циклус. Од аголот на кармата, Сатурн е планета која што ни ја представува исто така и кармата. Поготово кога ќе се најде во тој кардинален, огнен знак Овен. Како што знаеме, кои сите од вас кои што се занимаваат, исто се заинтересирани за астрологијата, знаат дека веќе Нептун е тука, во вашиот знак, каде што ќе остане доста долг период и се наоѓа исто така на 0 степен, значи во еден сосема нов почеток почнува. И сега на тој ден, на 25 мај, стига исто така и Сатурн во вашиот хороскопски знак, во знакот Овен. И исто тука ќе се најдат тие две планети, тоа е едно колективен нов циклус почнува. Што значи тоа сите ние колективно ќе треба да обвратиме внимание на нашите акции. Значи, како ние делуваме и како ние реагираме. Многу битно. Затоа што знакот Овен во себе ја носи таа тенденција да реагира на многу брз начин. Па можеме и да речеме без да се размисли, едноставно така брза реакција. Значи, знакот Овен е кардинален знак, секогаш сака да биде прв. И може би некогаш, ајде да не се размисли, само јас да бидем прв или нешто да кажам што јас сега прв ќе кажам. Таа е таа енергија значи таа енергија на знакот Овен. Значи сите ние колективно ќе треба сега да обратиме внимание на нашите акции, како делуваме, како реагираме. Затоа што Сатурн ќе ни постави граница. Сега од психолошки агол, Сатурн е една планета која бара структура, која бара концентрација, фокус кон нашите дела, кон нашата акција. Значи, Сатурн бара концентрација и фокус. Ако го пратиме тој пат по Сатурн, што бара он од нас, на крај ќе постанеме една подобра верзија од самите себе си и на крај Сатурн ќе не награди. Како што спомнав, дека Сатурн во знакот Овен става исто така и една блокада. Сега за сите они од вас кои што можеби имате некои лични планети на првите степени, да речеме во знакот Овен, вие сите ќе можете Сатурн најинтензивно да го почувствувате. Сатурн ќе биде тука, да речеме, до септември на гости во знакот Овен, кој што ќе даде една кратка премиера, да речеме. После тоа во септември ќе се врати пак наназад во знакот Риба. Ќе сака исто кај нив нешто тука да заврши
ќе ги прегледа дали нешто завршивте, дали нешто научивте и после тоа пак ќе се врати од 14 февруар 26 година во знакот Овен, каде што дефинитивно ќе остане веќе до 2028 година во вашиот хороскопски знак, во знакот Овен. Значи, вие најинтензивно Сатурн ќе можете да го почувствувате. Сатурн е една од најглавните планети, по моје искуство, кој што можеме најинтензивно неговата енергија да ја почувствуваме. Зашто е тоа така? Затоа што Сатурн става едноставно блокада. Вие знаете некогаш кога некој ќе ве блокира на WhatsApp или Viber или било кај, како тоа се почувствува? Па нема веќе комуникација, завршена е. Сега сакам само да ви дадам краток пример каква е таа енергија на Сатурн. Сатурн бара концентрација, фокус, дисциплина. Сатурн бара одговорност. Значи, вие ќе можете најинтензивно оваа енергија на Сатурн да ја почувствувате. Затоа што, како што спомнав, Сатурн става блокада. Ќе ве блокира, зашто? За да дојдете до една подобра верзија на самите себе си. Да обратите внимание на вашиот сопствен живот, на вашите емоции, на вашите дела, на вашата реакција. Дали е секогаш битно да сакаме да бидеме секогаш први во нешто? Може би тоа е една мотивирана енергија, меѓутоа тоа нема никогаш да донесе некој успех. Како се добива успех е веќе тоа една друга тема. Затоа што Сатурн ќе постави тука граница, бара од вас. Ако го имате секако Сонцето во знакот Овен, ќе бара одговорност од вас, ќе бара од вас фокус, ќе бара концентрација кон што? Не кон другите, кон самите себе си. Да си бидете одговорни за вашиот личен живот. Многу битна работа, да речеме. Сатурн бара концентрација кон самите себе си, да се вратите самите кон себе си. Како реагираме? Значи, тоа е една марсовска енергија. Ако го имате Марс, да речеме, тука во знакот Овен, Марс ќе ви постави една блокада, сака од вас да прегледате дали е секогаш толку битно ја да одам активна, да бидам секогаш активна, секоја минута брза реакција, без да се размисли нешто. Значи, Сатурн ќе ни постави тука блокада и ќе се почувствувате доста напнато. Ќе не може веќе да се иде понатаму, крај става, граница. Не да ве наљути, него да ве инспирира да се вратите кон себе си, да бидете мотивирани да се фокусирате кон самите себе си, да се прашате едноставно дали мора ја сега одма брзо да идам во акција, дали ја може да бидам спокоен, дали може ја да бидам можеби мирна. Сатурн, значи, како што реков, е една доста напната енергија. И ако го пратиме тој пат на Сатурн, ако го пратиме тоа он од нас што бара, ќе добиеме една најголема награда. Јас можам да ви зборувам од искуство, аз знам и од другите, кои што, например, имале една квадратура со Сатурн. Кој хороскопски знакови има една квадратура со Сатурн кој што беше во знакот Риба? Еве, да речеме, Стрелецот и Близнаците, сите они од вас кои што го имавте Сонцето во знакот Стрелец и Сонцето во знакот Близнаци. Вие оваа енергија на Сатурн и тоа како ја почувствувате? Па не само и Сонцето, ако сте имали можеби и
некоја друга лична планета, еве да речеме на пример и месечината, па тоа е една доста напната енергија. Не можеме да речеме ако имаме една квадратура измеѓу Сатурн и Сонцето или Сатурн и месечината, па да речам дека се тие од најтешките аспекти, по моje искуство, кои што едноставно не блокираат. Нема акција, него враќање кон самите себе си. Да прегледаме што е тоа на што не боли, што е тоа, кои се тие емотивни болки што ги имаме уште, да разработиме на нив. Затоа што Сатурн на крај ќе не награди. Сега, ако имате можеби месечината во знакот Овен, значи тогаш и тоа на почетните степени, да речеме. Тоа е многу битно да се знае. Сега, актуално, значи во овој период, ако го имате месечината на 0 степен или на првиот или вториот степен, вие можете оваа енергија од Сатурн и тоа како интензивно да ја почувствувате. Сатурн ќе ви стави една блокада на вашите емоции. Може би да ве демотира, да се почувствувате неслободни, да не можете да успоставите едноставно контакт со вашите емоции, да се почувствувате затворени, блокирани емотивно. И тоа може некои да го почувствуваат како една врста блокада или голема болка, емотивна болка. Ајде да видиме зашто е тоа така. И тоа кога ќе завршите, знаете дека на крај ќе бидете наградени од Сатурн. Затоа што Сатурн е тука како сите други планети. Како што реков него, Сатурн е еден најинтензивен. Него највеќе ќе можеме да го почувствуваме. Ако, значи, Сатурн го транзитира вашиот месец во знакот Овен, значи може би дојдете малце потешко до вашите емоции. Ќе се почувствувате затворени, меланхолични, депресивни. Тоа може да биде. Ако го имате, например, Меркур во знакот Овен, на почетните степени во знакот Овен, значи, Меркур е планета која што е одговорна за начинот на кој што ние комуницираме и размислуваме. Како што реков, Меркур во знакот Овен, тој сам по себе си е брза комуникација, без нешто да се размисли, едноставно ќе се каже дали е тоа добро или не. Важно, тоа јас сега го кажувам, па сега за другите како ќе го чувствуваат, нема везе. Сатурн кој ќе пристигне, ќе направи една конјункција, која ќе се спои со вашиот Меркур, значи тие две енергии ќе се спојат, и Сатурн ќе ви стави една врста на блокада, се почувствувате немоćни нешто да кажете, ќе се почувствувате блокирани. Зашто е тоа така? Затоа што Сатурн ќе бара исто така од вас концентрација. Концентрирајте се, размислете тоа што сакате да го кажете. Може би да некого ќе повредите со тоа, да не бидете толку брзи во вашата комуникација. Тоа е секогаш е така добро. Меѓутоа, еве сега Сатурн ќе пристигне и ќе ви постави една врста на блокада на вашата комуникација и бара од вас да бидете одговорни и концентрирани на тоа што го вие кажувате. Ако имате Венера во знакот Овен на почетните степени, значи Венера е планета која што е одговорна за љубовта, не само тоа, за све она на што ни се допаѓа и секако за материјалната вредност. Сега ќе пристигне Сатурн и ќе направи една конјункција со вашата Венера во знакот Овен,
Може да се почувствувате на љубовно поле, од љубовен аспект, исто така блокирани, како да речете, за мене не постои некој, за мене нема никој, мене никој не ме гледа, никој не ме сака и така натаму и така натаму. Таа е една блокирана енергија. Меѓутоа, исто така и тука Сатурн бара од вас концентрација, фокус, дисциплина. Кон што? Кон она вие што го сакате. Да се прашате дали е тоа реално, дали е тоа вистинско, што сакам ја, каков љубовен партнер ја сакам. Значи, тоа е така, таа енергија. И во тој период, кога точно ќе направи Сатурн со, например, со една од вашите лични планети, таа конјункција, може да ја почувствувате многу напнато, може да се почувствува немоќно и не може да идете напред, како што вие сакате со таа ваша енергија. Меѓутоа, што бара Сатурн од вас? Исто така, ако се почувствувате уморни, затоа што Сатурн ја носи таа умор, значи ќе ве направи уморни да бидете. Сатурн бара од вас исто така да бидете одморени. Да си дозволите да си направите повеќе паузи, кои што се потребни да се почувствувате добро и здраво. Јас исто така зборувам и од свое искуство. Како што спомнав и ќе спомнам и 100 пати, Сатурн ќе можете најинтензивно да го почувствувате. Бара од вас концентрација, фокус кон себе си, фокус кон вашите дела, кон вашите акции, фокус кон вашата комуникација, како комуницирам, дали е битно јас сега нешто брзо да кажам, без да размислам. На љубовен план, да, што ми е потребно, што ја уствари сакам на љубовен план. Многу битна тема. А вашите емоции, бидете исто така одговорни за вашиот емотивен живот, затоа што тоа не може никој друг за вас таа работа да ја превземе. Ние самите сме одговорни за нашите емоции, за нашите дела и за нашиот личен живот. Сега, кои хороскопски знакови се ослободија од таа енергија на Сатурн, а тоа се Стрелецот и Близнаците. Кои хороскопски знакови ќе почувствуваат таа пријатна енергија од Сатурн, затоа што Сатурн не е само блокада, Сатурн ни нуди во еден добар аспект, например во еден тригон или секстил ни нуди сигурност. И тоа е едно многу нешто фино. Тоа ќе бидат сите, да речеме, огнени знакови, како што е Стрелецот и Лавот. Значи, вие ќе се осуате посигурни во самите себе си, да речеме. А кои хороскопски знакови највеќе ќе профитираат од оваа енергија на Сатурн? Зашто е тоа така? Ајде да ги спомнам, тоа е Ракот и Јарецот. Со нив ќе направи Сатурн една квадратура. Значи, со нив ќе биде доста со тие хороскопски знакови. Ако го имате Сонцето во знакот Рак или Јарец, значи Сатурн ќе направи со вас еден неповолен аспект, тоа ние го нарекуваме една квадратура, што значи вие на крај ќе бидете исто така наградени од Сатурн, затоа што само преку таа напната енергија ние учиме нешто во својот живот. Затоа што ако е све пријатно, лесно во својот живот, све си тече, ние никогаш ништо нема да учиме. Секогаш преку една врста на болка, преку една напната енергија, ние сме во состојба да учиме, затоа што сакаме да се ослободиме од тоа. Не ни е пријатно, значи сакаме да се ослободиме од таа енергија. И е потребна работа со самите себе си. Тек тога ќе можеме да ја доживееме таа пријатна
награда од Сатурн. Ете, драги мои, тоа беше само за кратко за овој транзит од Сатурн во знакот Овен. Кој од вас е заинтересиран повеќе нешто да дознае за својата натална карта, па може би и за овој транзит од Сатурн, какви аспекти ќе направи со вашата лична натална карта, тука сум за вас и можете слободно да ме контактирате. Јас ви посакувам секое добро и до скоро. Чао!